Почитувани во пресцентарот на МИА во Штип, гостин ни е председателот на Основниот суд во Штип, господинот Ѓорѓе Андонов. Господине Андонов, добро ни дојдовте во пресцентарот на МИА во Штип. Во Основниот суд во Штип најголем проблем е недостатокот на суди, но и на судски службеници. Ова го презентиравте и на последниот брифинг со новинарите. Па да ни кажете како судот функционира со толка број на испразнети места? Точно е тоа дека во нашиот суд има недостаток на судии, имено согласно предвидените 19 судиски места, моментално се пополнети 13, со тоа што на еден судија функцијата му е во мирување, бидејќи истиот постапува како член на судскиот совет. Слична е состојбата и со бројот на судските службеници, бидејќи согласно систематизацијата за работни места во Основниот суд Штип предвидени се 120 работни места, од кои што моментално се пополнети 70 работни места, со што може да се каже дека нашиот суд работи со половина капацитет. Имајќи го предвид ова, како и големиот број на предмети кои што во текот на годината ги добиваме во нашиот суд, можем да кажем дека навистина и судиите и судската служба дава огромни напори за совладување на овие пристигнати предмети и покрај тоа што работиме со намален број на судии и на службеници, сепак ние успеавме во минатата година да примиме поголем број на предмети, но и да решиме поголем број на предмети од претходната година. Имено примени се некаде околу 23.500 предмети, а решени се над 23.000 предмети, што навистина е бројка за почит. Сепак се надеваме дека во догледно време ќе се реши овој проблем со бројот и на судиски и на службенички места, со што работата на судот би била далеку поефикасна и поуспешна. Во Основниот суд во Штип работат само 12 суди, меѓу тие 12 суди и вие сепак земате предмети за работа. Да ни кажете каде е најголемиот притисок на судиите, на кои оддели, дали на кривичен или на граѓански оддел? Можам да кажам дека во нашиот суд поголем прилив на предмети имаме во областа на работните спорови. Тоа е забележително во последните години. Имаме бројка од над 1000-1500 предмети речиси секоја година и имаме зголемен број на предмети во областа на прекршочната материја. Значи, тоа се двете области во нашиот суд каде што навистина се чувствува притисок од зголемен прилив на предмети и поради тоа ние имаме посебно внимание во овие области. Во областа на работните спорови постапуваат и работат тројца судии, додека во областа на прекршочни постапки работат двајца судии со повремена помош од останатите колеги во кривичниот оддел. А од каде доаѓаат предметите во делот на работните спорови? Дали од државните институции или од приватниот сектор? Поделено е тоа, меѓутоа може да се каже дека поголем број на предмети сепак доаѓаат од институции, било да од државно или од локално ниво, додека помал број, но и тоа е значителен, доаѓаат од приватниот сектор. Имавме прва пресуда за лажен стечај. Не се пофалихте за ова? Има ли такви некои други исто предмети во тек? Колку што сум јас запознат, како претседател на судот, немаме моментално такви предмети, а сепак ќе кажем дека и таа постапка која што е водена и пресудата која што е донесена е дел од едноредовно и тековно постапување на нашиот суд и можеби некој друг би требало тоа да го промовира од тој аспект. Да, но со вакви судски пресуди се граѓаните и работниците имаат поголема доверба кон вас судовите, што ви недостасува како процент, можеме да кажем. Секако дека ние постојано работиме на подобрување на довербата на граѓаните во нашето судство. Тоа го детектиравме и го детектираме како проблем и го адресираме тоа прашање и се согласувам со вас дека можеби треба почесто да имаме излегување во јавноста, обраќање кон јавноста и промовирање на некои работи со цел граѓаните подобро да бидат запознаени со нашата работа. Кога се очекува да се пополнат сите судиски испразнети места?
Се надевам што поскоро. Кандидатите кои што излегуваат за суди и обвинители од Академијата за суди и јавни обвинители, колку што знам, веќе има една генерација која што е завршена, во тек е обука на друга и оглас за следна генерација, така да се надам дека, имајќи го предвид времетраењето на тие обуки, во следните 2 до 3 години веќе ќе имаме пополнување на испразнетите судиски места во целата држава, особено во нашиот регион, бидејќи навистина се чувствува недостаток на број на суди не само во нашиот суд, него и во сите судови на апелационото подрачје во Штип. Пред известно време имавте интересен предлог, тие кои што се запишуваат на Академија за суди и обвинители, да се знае кој кандидат каде ќе биде, односно прераспределен во кој суд. Од причина на тоа што едноставно да се пополнат тие судиски испразнети места. Вака се добива впечаток дека сите суди и обвинители сакаат и бараат да работат во Скопје. Тоа е предлог на повеќе колеги, практичари. Мислам дека тука можеме сите да се согласиме. Најверојатно тоа е и составен дел на предлог Законот за Академија и суди и јавни обвинители, кој што, колку што сум информиран, се уште е во собраниска процедура и еви од ова место упатуваме еден апел таа постапка да биде што побрзо и поефикасно завршена со цел подоцна да може да се имплементира во пракса. Навистина би било пожелно при апликацијата за Академија да имаме определена веќе квота на број на судиски и обвинителски места по апелативни подрачја со цел подоцна полесно да оди нивното прераспоредување. Последните податоци говорат дека има 230 испразнети судиски места. Каде најмногу, во внатрешноста или? Па не можам да кажам со точност, не ги знам сите податоци за целата држава, меѓутоа веќе се задржам за нашето подрачје. Факт е дека имаме недостаток на суди во сите судови. Имаме судови како што е например судот во Делчево, каде што има само еден судија, па има потреба од делегирање на суди во тој суд од други судови. Судот во Берово исто така е без суди избрани во тој суд, така да можам да кажем дека тоа е појава која што ги засега и е проблем за сите судови на нашето, а и на државно ниво. Дали е добра состојбата во тој дел еве и во Кочанскиот суд? Не сум запознат, но знам дека генерално и тие се соочуваат со недостаток на суди во тој суд. Така. Најголем број од предметите рековте дека ви се работните спорови. Тоа е, еве, да кажеме разбирливо, бидејќи Штип е град, индустријски град, конкретно нели текстилниот сектор е овде, а исто така и тиризоните. Колку предмети ви доаѓаат постојано во вашиот суд токму за овие работни спорови, што бараат работниците? Како што реков и претходно, бројот на предмети од ова област секоја година надминува бројката од 1000 предмети во нашиот суд, што за нашиот суд е голема бројка. Моментално имаме веќе околу 1000 предмети од оваа област. Најчесто се бараат неисплатени надоместоци по разни основи. Вработените бараат и од работодавачот, од институциите, било тоа да од приватниот сектор, а секако во полен број се остварување и заштита на своите работнички права. Значи, во овој случај, вработените во јавната администрација подобро си ги знаат своите права отколку работниците во приватниот сектор. Барем таков печаток се добива. Тоа е ваш печаток. Годинава, дали судот има посериозни инвестиции во делот на подобрување на условите за работа? Да. Ние како суд имаме недостаток на судници. Имено во нашиот суд има само 3 судници, што навистина е малку, а тоа особено го увидовме во текот на COVID-19 пандемијата, кога мораше да се запазат и одредени стандарди заради одржување на рочиштата. Од тие причини ние веќе полого време имаме намера и веќе реализираме адаптација на една поголема просторија во нова 4-та судница, за која што се надевам дека некаде до летниот период ќе биде готова и веќе од наесен ќе биде ставена во функција.
и се надевам дека во иднина ќе работиме на подобрување во овој дел уште повеќе. Исто така би сакал да кажам дека константно работиме и на опремување на сите судници со дигитална опрема и навистина во овој дел имаме помош и од Судскиот совет, како и од странските партнери и од Министерството за правда. Би сакал да напоменам и дека во овој дел работиме и на проект за реконструкција на просториите на одделението на Основен суд во Пробиштип, со што би создале поволни услови за уште подобро работење на ово одделение. Имаме таму вработени и често нашите судии одржуваат и рочиште и судења во тој град, во тоа одделение, а се во интерес на граѓаните на таа општина. Дали Основниот суд во Штип се подготвува за оние онлайн судења? Да се екипира, да се опреми. Таква судница имаме во Основен суд Кавадарци. Ви благодарам за прашањето. Ова е тема за која што јас лично доста се залагам и се надевам дека во иднина, за доста кратко време, ќе се заокружи процесот на целосна дигитализација на судството. Тоа би значило и овозможување на изведување на така наречени онлайн или далечински судења. Секако за ова е потребно прво да се создадат законски претпоставки, односно измена на процесните закони, конкретно во Законот за кривична постапка и во Законот за парнична постапка, а секако и опремување на судовите за да бидат подготвени за овој тип на судење. Можам да кажам дека и со овие далечински судења, и со дигитализацијата на судството, поврзувањето на институциите преку база на податоци, овозможување целосна на електронска достава на списи и акти помеѓу институциите, значително ќе се подобри ефикасноста на работењето, ќе се скрати време траењето на постапките и секако тоа ќе биде поекономично. Така, но за ова треба пари, секако стручни луѓе, информатичарите не сакаат да се вработат во државни институции, имајќи во предвид какви се неплати добиваат во оние IT фирми. Точно е тоа, имаме проблем да бидеме конкурентни како гранка со останатите гранки, да привлечеме вработени од овој профил, а јас морам да кажам дека според мене и според сите овие IT стручни лица се нужност, доколку сакаме навистина да правиме една дигитализација на судството, мораме да привлечеме луѓе од тој профил, да ги екипираме судовите со цел поуспешно работење. Ова е тема која што ги задира не само информатичарите, туку и сите вработени во судството. Морам да нагласам дека проблемот со статусот и платите и на судиите и на судските службеници е отворен проблем веќе подолго време и се надевам дека во скоро време ќе дојде до подобрување во ова насока. Тоа значи дека треба да има измени за повисоки плати за овие IT инженери, за да влезат во државните институции во судовите? Факт е дека тие не гледаат нас како неконкурентни во однос на останатите гранки. Платите кои што се предвидени за тие лица, можеби тие сметат дека не се доволни, меѓутоа можам да кажам дека тоа е чувство на сите вработени во судството и од тие причини ние постојано и константно работиме на подобрување на статусот, го бараме тоа и се надеваме дека во скоро време ќе добидеме успех во ново поле, секако со целосна независност на судството во однос на финансискиот дел. Член сте на Судско-медиумскиот совет. Еве според вас почнаа ли новинарите и судиите да се разбираат едни со други и да имаат доверба едни кон други? Би сакал најпрво да кажам дека Судско-медиумскиот совет како тело на Сдруженијето на судии на Република Северна Македонија е единствен пример во Европа и е создаден по примерот на такви судско-медиумски тела во Соединетите Американски држави. Основан е 2018 година, веќе 5 години постои и навистина представува почеток на еден процес во кој што судството и медиумите ќе градат мост на доверба помеѓу себе и разбирање. Имено и на нас судиите, и на вас медиумите ни е потребна соработка, диалог за одредени прашања, се со цел подобрување на транспарентноста и враќање на довербата на судството како предуслов за успешно работење на судиите и на судството во целина.
можем да кажем дека во изминатите 5 години е направено доста. Некој ќе каже можеби и не е доволно, но тоа е па подстрек да ние во иднина уште подобро и повеќе работиме на оваа проблематика и се надевам дека во скоро време овој совет ќе биде препознаен од јавноста како релевантно тело за решавање на проблемите. Скопје и Штип имат лице за односи со јавност, меѓутоа новинарите се жалат дека во другите градови нема и едноставно се соочуваат со еден, како да кажеме, молк од страна на судската власт и секако од обвинителите. Зошто? Дали работите на ова да се подобри? Судско-медиумскиот совет работи на ова прашање, постојано апелира, секако нема можност да нареди на некого, меѓутоа преку нашата пракса и работа и делување ние бараме од судовите да бидат потранспарентни, нивните лица за односи со јавност, односно портпароли, постојано да бидат во контакт со медиумите. Јас колку што сум запознаен во Скопје, во Основниот кривичен суд постои и вработено лице кое што е новинар, што е за поздравување. Меѓутоа, за жал, во одредени судови, особено во помалите места, верувам дека тоа не е можно. Како што напоменав и претходно, имаме недостаток на судска служба, така да во некои судови, како што е во нашиот, лица кои што се распоредени на друго работно место, ја извршуваат и работата на лице за односи со јавност. Да, но новинарите многу пати не знаат на кој да се обратат во одреден суд. Нема лице за односи со јавност. Може би е така, се согласувам дека е така и верувам дека е така и тоа мораме да го промениме. Пак ќе кажем, преку делувањето на Судско-медиумскиот совет ние апелираме до сите судови, ако немаат, да назначат такви лица кои што постојано ќе бидат во контакт со медиумите. Според вас, која е најголемата придобивка од овој совет? Па самото тоа што ние, условно речено, седнавме на една маса со новинарите и разговараме веќе повеќе години за проблеми и за теми кои што и тие ги бараат за подобрување на нивното работење, меѓутоа и ние судиите заради подобрување на нашата работа е успех според мене. Според мене исто така би требало да се работи на промената на свеста. Морам да бидам и самокритичен од страната на судиите дека кај нас тоа оди малце побавно. Судството по самата природа на работите е конзервативна средина, авторитетна средина и тој процес оди малце потешко, меѓутоа веќе полека, но сигурно сваќаме дека и тоа е така, дека мораме да се отвориме кон јавноста за да можеме ние како суди и судство успешно да извршуваме својата работа. Така да од тие причини би нагласил дека овие разговори и диалог кои што го водиме со новинарите помагаат и на нас судиите и на медиумите да ја осознаеме својата работа и да се едуцираме едни за други, а заедно да ја едуцираме јавноста за работата на судството. И понатаму, господине Андонов, имаме скромен процент на доверба кон судската власт. Зошто? Имаме постојано изрекување на пресуди кои што едноставно јавноста не може да ги прифати како што се Даравелски, оние познати судски предмети кои што ги водеше СЈО. Јас не би се согласил со вас дека довербата реално е мала. Имено од последната анкета имаше дел кој што кажуваше дека имаме релативна доверба од околу 20%. И тука сега се зависи од аголот на гледање на работите и перцепцијата која што ја има некој за таа работа. Јас како судија и дел од судството можам да кажем дека нам тие проценти кои што постојано се истекнуваат во јавноста ни пречат и знаеме дека тие не се реален одраз на состојбите, верувам дека и вие тоа го знаете и настојуваме тоа да го презентираме и во јавноста и се надам дека во скоро време ќе успееме во тоа. Самата наша работа, самите бројки говорат за тоа, како и во секоја фела, не само во судството, секогаш постојат и проблеми и недостатоци и тие проблеми треба да се адресираат и да се решаваат, меѓутоа генерализацијата на одредени појави во судството не може и не треба да биде слика за целото судство. Треба ли овде да има поголема улога судскиот совет? Судскиот совет има законски надлежности и секако тие извршуваат својата улога согласно закон. Во секој случај треба да постапуваат по закон.
Ќе има измени во кривичниот законник. Во апелацијскиот суд имаше дебата, беше и поранешниот министер за правда Тупанчевски овде. Дали имате предлози како Штипски основен суд, односно вашите суди, дали имат предлози за да се подобри овој закон? Кривичниот закон веќе има претрпено одреден дел на измени, а колку што сме информирани од Министерството за правда, во тек е изработка на целосно нов кривичен законник, што ќе значи кодификација на казненото право во Република Северна Македонија. Секако дека ние како суди и практичари имаме предлози, имаме своји забелешки и истите ги имаме истакнато до Министерството за правда и работната група. Оно што јас би го истакнал во овој дел е дека ние како практичари сме многу заинтересирани и за измените во Законот за кривична постапка, бидејќи тоа е процесен закон кој што на некој начин е наша алатка во секојдневното работење и овде се надеваме и апелираме за измени кои што ќе придонесат за ефикасно, уште поефикасно и побрзо завршување на постапките. Дел од тие измени се секако и претходно споменатата дигитализација на процесите, кои што ќе значи поефикасно работење, така да ние како суди константно, имајќи ги предвид нашата пракса и сознание кое што ја добиваме, имаме увид и во добрите и во лошите страни, предлагаме измени на процесните закони, се со цел поуспешно работење. Постојано имаме измени на некои закони или се донесуваат нови закони. Дали судиите се вклучуваат и даваат предлози за да се подобрат законските решенија? Еве сега го имаме Законот за работни односи. Да, значи на повик и барање на Министерството за правда и работните групи, наши судии се вклучуваат во тие јавни дебати, учествуваат во работни групи и даваат свој придонес со цел измена на законите за поуспешно постапување по истите. Господине Андонов, ви благодарам на разговорот. Почитувани, ова беше разговорот со председателот на Основниот суд во Штип, Ѓорѓе Андонов.